206 евидентирани кривични дела по основ на кражба на дрва или пустошење шуми, 243 сторители и поднесени 174 кривични пријави. Е билансот за состојбата со нелегалната сеча во Македонија минатата година. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на конференцијата Заштита на шумите, искуство и научени лекции од Италија истакна дека мора да се зголемат практичните напори во сузбивањето на натамошното уништување на шумите, при тоа градејќи поефикасен и координиран систем за делување кој меѓу другото ќе се темели и на сите проверени, соодветно применливи и позитивни искуства. Станува збор за бесправно исечена дрвна маса, вредна речиси 11 милиони денари или точно 10 милиони 939 илјади денари, односно за неповратно загубени 24.841 метар кубен дрвна маса. Сакам да напоменам дека во рамките на кривични пријави, 28 од нив се однесуваат на 32 кривично пријавени службени лица, чија задача, меѓу другото, била и заштита на шумите. Годинава пак, заклучно со минатиот месец, одземени се речиси 2900 метри кубни бесправно исечени дрвна маса, вредна речиси 6,5 милиони денари и при тоа во документираните 97 кривични дела поднесени се 77 кривични пријави со кои беа фатени 110 лица. Се разбира, тука мора да се посочи податокот дека МВР во тесна соработка со Министерството за земјоделие и шумарство и водостопанство лани изведува 315 заеднички акцијски контроли, при што беа одземени 607 метри кубни дрвна маса, додека годинава, односно во изминатиот период од 6 месеци, беа спроведени 359 заеднички акцијски контроли, а беа одземени 510 метри кубна дрвна маса. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски рече дека заштитата на шумите како природно национално богатство е еден од приоритетите во спроведувањето на политиките за одржливо стопанисување со шумите. Според него пожарите, нелегалната и нерегистрирана сеча се голема закана за нашите шумски ресурси и тоа доведува до широк спектар на разурнувачки економски, социјални и еколошки проблеми. Ефектите на бесправната сеча се широки. Излегуваат и надвор од доменот на шумарскиот сектор и покрај другото вклучуваат социјални нарушувања и негативни економски влијанија, но и загуба на живеалиштата и биодиверзитетот, ерозија и деградација на земјиштето и така натаму. И покрај тоа што варира од регион во регион во обем, бесправната сеча на шумите е глобален феномен со заеднички карактеристики. Во таа насока, за да се намалат штетните влијанија врз шумите, потребно е почитување на принципите за одржливо управување со шумите, кои што се принципи на институциите кои што законски се надлежни за шумарството за шумите, односно силни, надзорни и контролни органи кои што се потребни и ефикасна координација и соработка со другите институции. Инаку целта на денешната конференција беше да се презентира моменталната состојба на шумите и стопанисувањето со нив, како и да се слушнат искуствата на Италија во областа на справување со пожарите и нелегалната сеча.